Јавно искажаниот збор, кога е подкрепен со конкретни бројки, тежи. Особено за тема од значаен интерес за граѓаните во време на пандемија и болест од која секојдневно умираат десетици луѓе. Најдобра илустрација на ова е изјавата на поранешниот министер за здравство Арбен Таравари, кој дезинформира со тврдењето дека македонската влада не нарачала 800.000 вакцини преку Ковакс, туку само нешто над 103.000. Таравари всушност го гледал планот за Македонија за распределба на вакцините за првиот квартал од оваа година. Тој вели: "Јас го проверувам. Сега го гледам системот Ковакс на телефон и ги гледам броевите дека Македонија е во системот Ковакс." Министерот рече дека нарачавме над 800.000 вакцини преку Ковакс и сега гледам, резервиран број за Македонија е 103.200 вакцини, рече Таравари на Алсатем. Тоа што поранешниот министер го гледал всушност е документот на Ковакс системот со прогнозата за рана достапност на дозите на вакцините, издаден на 2 февруари. Во објаснувањето се вели дека овој документ содржи информации за индикативна дистрибуција на вакцините во првиот и вториот квартал од годината. Понатаму се објаснува терминот индикативна дистрибуција, која, како што вели, со цел да обезбеди привремени упатства за учесниците во ова, нудејќи планирање сценарио за да овозможат подготовки за конечна распределба на бројот на дози, што секој учесник ќе ги добие во првата рунда на дистрибуција на вакцините. Затоа тој не е обврзувачки и може да биде предмет на промена, стои во објаснувањето на документот. Во овој документ со проекција на можна распределба на вакцината против коронавирусот за Македонија, навистина стои бројот од 103.200 дози, но тоа е само потенцијален план за распределба за македонските граѓани од дози за првиот квартал од годината. Од друга страна, на документот со резервирани вакцини за Македонија на Ковакс системот, пишува дека на 5 јануари се резервирани 800.000 дози вакцини. Таравари кажа дезинформација, додека новинарите ја пренесоа без проверка. Задача на новинарите и медиумите е кога пренесуваат вакви изјави да проверат и со тоа да ја остварат својата улога во општеството. Во принципите од Кодексот на новинари пишува дека новинарите со својата работа ќе придонесат за јакнење на правната држава и во контрола на власта и на другите субјекти од јавниот живот. Овој подкаст е уште едно наше разоткривање на дезинформациите во јавноста.